Драги девици, февруари 2025 носи нова енергија за вас, која ќе ве поттикне да се фокусирате на она што е најважно. Овој месец е идеален за да воспоставите јасен ред и структура во вашиот живот, но и да си дозволите да ги следите своите желби. Вашата аналитичка природа ќе ве води низ предизвиците, додека вашата одлучност ќе ви помогне да ги постигнете целите што ги посакувате. Со нови можности на хоризонтот, февруари е месец кога ќе почувствувате дека трудот што сте го вложиле конечно почнува да се истоќа. Но запомнете, совршенството не е секогаш најважно, но посветеноста на вашиот пат секогаш носи плодови. Љубов и односи. За оние во врска, февруари ви носи можност да ја зацврстите вашата врска преку искрен разговор и поголемо меѓусебно разбирање. Овој месец ќе почувствувате зголемена потреба за стабилност и емоционална сигурност. Вашиот партнер може да побара повеќе внимание од вас, па затоа е важно да покажете дека сте тука за него, не само со зборови, туку и со дела. Малите гестови, како изненадување или внимателни комплименти, ќе помогнат да ја освежите врската. Ако сте се чувствувале дистанцирани еден од друг, овој месец е вистинско време да се поврзете на подлабоко ниво. Имајте на ум дека вашата природна склоност кон деталите може понекогаш да се толкува како критика. Наместо да го анализирате секој чекор на партнерот, обидете се да ја гледате по големата слика, односно тоа е љубовта што ја делите, и покажете трпеливост и флексибилност, особено во ситуациите кога вашите мислења може да се разликуваат. А за оние кои што се слободни, ова е месец кога може да почувствувате силен импулс да ја отворите вратата за нови романтични можности. Вниманието кој го привлекувате од другите ќе биде резултат на вашата харизма и интелект, а можеби ќе запознаете личност која ќе ве воодушеви со својата искреност и посветеност. Не плашете се да преземете иницијатива. Можеби ќе бидете изненадени од тоа колку лесно може да се воспостави врска со некого кој ги дели вашите вредности. Февруари е исто така идеално време да се фокусирате и на вашата самодоверба. Кога се чувствувате добро во својата кожа, ќе привлекувате луѓе кои ќе го препознаат и ценат тоа. И љубовта не е во потрагата по совршен партнер, туку во градењето на совршен момент со личноста што ја цените. Отворете го вашето срце за убавината на малите нешта. Тие ја создаваат магијата. Кариера и финансии. Февруари ќе биде динамичен месец за вашата кариера. Ќе почувствувате зголемена енергија и мотивација да ги завршите започнатите проекти, како и да поставите нови амбициозни цели. Вашата аналитичка природа ќе ви помогне да ги согледате деталите што другите ги пропуштаат, па затоа вашата работа може да добие заслужено признание. Можеби ќе бидете повикани да преземете водечка улога или да предложите решенија за важни проблеми. Вашата способност да размислувате логично и организирано ќе ви донесе предност, но внимавајте да не се оптоварувате со премногу обврски. Додека вашиот перфекционизам ве води напред, обидете се да делегирате задачи кога е потребно. Не мора се да биде во ваши раце. Кон средината на месецот можно е да се појават нови можности за соработка или дополнителни проекти. Овие можности може да изгледаат предизвикувачки на почетокот, но ако ги прифатите, ќе се покажат како клучни за вашиот напредок. Имајте доверба во вашите способности. Поседувате се што ви е потребно за успех. А во однос на финансиите, февруари носи стабилност, но и потреба за внимателно планирање. Овој месец е добро време да ги преиспитате вашите трошоци. Избегнувајте импулсивни купувања и фокусирайте се на инвестиции што имаат долгорочен потенцијал. За некои девици можна и дополнителна заработка преку хонорарна работа. Ако ви ќе размислувате за такво нешто, овој месец е идеален да ги поставите темелите. Вашата посветеност и внимание на деталите се вашата тајна формула за успех.
Секој мал чекор кој што го превземате е важен дел од вашата голема слика. Верувајте во процесот и следете го својот пат со самодоверба. Здравје и благосостојба. Февруари е месец кога вашето тело и ум ќе ви дадат сигнали што ќе ве поттикнат да се посветите на подобрување на вашиот животен стил. Вие обично сте многу свесни за своето здравје, но овој месец ќе ви биде важно не само како се грижите за себе, туку и како вашите навики влијаат на вашата целокупна благосостојба. Ако сте ги запоставиле здравите навики, февруари е одличен месец да ги вратите на вистинскиот пат. Фокусирате се на исхрана која е едноставна, но богата со хранливи состојки. И редовното движење, како што се долги прошетки или лесни физички активности, ќе ви помогнат да се ослободите од стресот. Вашиот ум е вашата сила, но понекогаш тој е и ваш најголем критичар. Во февруари обидете се да ги замените само критичните мисли со позитивни афирмации. Може да биде корисно да почнете да водите дневник на благодарност, каде што ќе запишувате 3 работи што ви донеле радост секој ден. Овој мал, но моќен ритуал ќе ви помогне да го насочите умот кон позитивното, дури и во најбурните денови. Запомнете дека вашето тело и ум се вашиот дом. Грижете се за нив со љубов, бидејќи тоа што го вложувате во себе денес, ќе го жнеете утре. Балансот и нежноста кон себе си се клучот кон вистинската благосостојба. Најдобри денови во февруари се звездите ве водат кон моменти на јасност, енергија и хармонија во февруари. Овие денови ќе бидат најповолни за вас, па обидете се да ги искористите на најдобар можен начин. 2 февруари е одличен ден за комуникација и решавање на важни прашања. Ако треба да одржите состанок, разговор или да презентирате идеи, ова е вистинско време. 8 февруари енергијата на овој ден ќе ви помогне да се фокусирате на деталите, што е особено корисно за завршување на сложени задачи или организирање на работниот простор. 12 февруари совршен ден за опуштање и враќање на внатрешниот баланс. Размислете за активности кои ќе ви донесат спокојство, како читање, медитација или време поминато во природа. 15 февруари. Ако планирате финансиски одлуки или инвестиции, овој ден носи јасност и мудрост за правилно одлучување. 21 февруари е еден од најенергичните денови за вас овој месец. Искористете го за започнување нови проекти или преземање иницијативи што долго сте ги одложувале. 25 февруари е ден за инспирација и креативност. Ако работите на нешто што бара иновативни идеи, ова е денот кога може да се родат вашите најдобри решенија. И 28 февруари одличен момент за завршување на обврските месецов и подготовка за новите предизвици кои што доаѓаат. Предизвици за февруари за девица е дека вашиот најголем предизвик ќе биде да се справите со вашиот перфекционизам. Понекогаш ќе се чувствувате како ништо што правите да не е доволно добро, што може да доведе до стрес и исцрпеност. Обидете се да се фокусирате на напредок, а не на совршенство. А може би ќе се соочите со ситуации каде што ќе треба да се адаптирате на брзи промени, нешто што не секогаш ви е најудобно. Запомнете дека флексибилноста е клуч за раст и развој. Дозволете си да го прифатите непредвиденото како можност за учење и нови искуства. И инспиративна порака за девиците е дека совршенството не е цел, тоа е патување. Прифатете ги вашите слабости како дел од вашата сила и запомнете дека дури и најмалиот чекор напред е голем успех. Верувајте во себе, бидејќи вашата упорност и труд секогаш даваат плод. Кога животот ви поднесува предизвици, запомнете дека токму тие моменти ве прават посилни. Вие сте способни да се соочите со се што ќе ви застане на патот. Доволно е само да верувате во вашата внатрешна мудрост. Драги девици, ви посакувам прекрасен месец февруари и поздрав до наредно слушање.